Почитувани, 2 години општина Газиваба оди кон подобро. 2 години ги решаваме најголемите и крупни проблеми на граѓаните, кои што ги мачат 25 години, а кои претходно беа заборавени. За овој период, додека сум начело на општина Газиваба, отпочнавме голем број на проекти кои се од суштинско значење за граѓаните да можат нормално да функционираат. Дел од нив се во завршна фаза, а останатите поради долгорочна динамика на реализација се уште се во тек. До сега се спроведени повеќе од 100 проекти. Изградена е патна инфраструктура во должина од 33 км, односно поставена и асфалтирани се 67 улици, водоводна мрежа 11.174 метри, канализацијска мрежа од 6200 метри и пешачки патеки со вкупна должина од 10.267 метри квадратни. Градиме вакуум канализација во Јурумлери, која е прва во земјава. Проектот се изведува во неколку фази, од кои првата е завршена со изграда на вакуум станицата, а започната и втората фаза, каде што се врши приклучување на домаќинствата од првата зона. Со изградба на вакуум канализацијската мрежа во Јурумлери се решава денецински проблем на жителите од ова населено место, кои сега добиваат нормални услови за живење, а септичките јами стануваат минато. Решивме уште еден голем проблем на жителите од Трубарево, кои беа заборавени по 17 години и добија нова канализацијска мрежа, која конечно се оспособи и се стави во функција. Во декември, оние домаќинства кои не се приклучени, бесплатно ќе ги приклучиме на канализацијската мрежа, како што и ветивме. Изградивме и водовод во високата зона на Раштак, а како општина обезбедивме 5 милиона денара грант, со кој започнуваме со градба и водовод во ниската зона на ова населено место. Паралелно со ниската зона ќе поставуваме водомери за сите домаќинства без исклучок, со цел континуирано снабдување на вода и ставање на ред на користењето на питка вода за пиење. Во Булашани пак завршена е новата водоводна мрежа со поставени водомери, преостануваат уште неколку домаќинства и 3 соберни шахти, со што водоводниот систем ќе биде целосно реализиран. По 16 години комплетно ја успособивме водоводната и канализационата мрежа во новата населба Хиподрум 2. Изградивме и топловод за поврзување на основното училиште Вера Јосич на парно грејење. Ја завршивме првата фаза од реконструкција на регионалниот пат Хиподрум Игленден, каде се изврши обнова на асфалтот и се изгради нова пешачка патека долга 2000 метри квадратни, а се изведува и нови линии на улично осветлување. Во завршна фаза е реконструкцијата на улицата Благоја Стевковски во Мажари, која е една од главните крвотоци на општината во соработка со градот Скопје. Уште еден крупен инфраструктурен проект е во подготовка за изградба на мост и продолжување на булеварот Аснум, која општина Газиваба ја поврзува со општините Аердром и Центар, со што директно се растеретува метежот во сообраќајот. Ке нас во фаза е речистување на имотно-правните односи со цел напролет да се отпочне со реализација. Водиме сметка и за обезбедувањето на подобри услови за најмладите. Започнавме со изградба на нова детска градинка по европски стандарди во Стајковци, која ќе обезбеди место за повеќе од 140 деца. Го проширивме капацитетот на градинката Калинка во Железара, која доби дополнително 3 занимални и една група јасли, со што капацитетот се зголемува за нови 70 деца. Ова градинка ќе може да работи и во втора смена. Ја доградивме и градинката Морковче во Јурумлери, каде ќе се сместат нови 70 деца. Доделивме и 5 милиони денара за целосна реновирање на кујната на детската градинка Детска радост. Вложуваме во подобро образование на нашите деца, да имаат услови
какви што заслужуваат во процесот на учење. Ги заменивме крововите на основното училиште Njegош во Трубарево и Крум Тошев во Трубарево. Поставивме нови прозорци во основното училиште Стив Наумов во Автокоманда и во основното училиште Наум Наумовски Борче во Маџари. Поставивме 115 смарт табли во основните училишта со цел да им се олесни наставата и на наставниците и на учениците. Обезбедивме и лични асистенти во училиштата за децата со попреченост. Преку грантови и стипендии ги мотивираме младите да бидат успешни во науката и спортот со цел да учат и да се развиваат во здрави личности. Годинава дупло ги зголемивме средствата за студентите иноватори, распределени во 2 гранта по 200.000 денари. Доделивме 40 стипендии за талентирани ученици и спортисти. Поставивме 6 филтри за вода во основните училишта. Заменет е кровот на спортската сала во училиштето Njegош и Гligor Приличев. А ги реконструиравме санитариите во основното училиште 25 мај и Наум Наумовски Борче. Нова училишна зграда изградивме во основното училиште Вера Јосич. Стартувавме со градба на нова сала во истото училиште. Општината го плаќа обезбедувањето во сите 11 основни училишта и во објектите на двете детски градинки со цел децата да бидат безбедни додека се во воспитните установи. Ја реконструиравме и фасадата на основното училиште Дане Крапчев, набавивме нов училишен мебел во основното училиште Кирил и Методи, а успешно го спроведовме и проектот за дуелно образование. Заштита на животната средина е еден од нашите приоритети. Јавното комунално предпријатие Газибаба 2007 година стана вистински сервис за граѓаните. Во овие 2 години целосно го опремивме предпријатието со 6 рачни косилки, 12 тримери, 2 моторни косилки, 7 дувалки за лисија, багер, 3 камиони, со што јавното комунално предпријатие Газибаба успешно ја извршува својата дејност. До сега изработија и поставија 600 нови канти и 400 нови клупи кои се поставени во сите населени места во општината. Јавното комунално предпријатие Газибаба учествуваше заедно со градот Скопје во спредување на низа акции за чистење на неколку клучни локации. Поставивме контейнери за каба со отпад, обновена е урбаната опрема во паркот Шумата Газибаба, а за овие 2 години засадивме 1000 дрвја на територијата на општината. Ова година целосно го обновивме и паркот во Инџиково, каде поставивме и спомен биста на бранителот Горан Стојменовиќ. Спроведовме инспекцијски акции за заплена на отпадни гуми, а беа отстранети и хаварисани возила од паркинзите и јавните површини. Доделивме и 100 субвенции за набавка на печки на пелети, со цел да им се овозможат на граѓаните еколошки грејни тела и огрев, а со тоа директно да влијаеме за подобрување на животната средина. Излегуваме во пресред и на барањето на граѓаните. Реализиравме низа проекти. Жителите од кулата со број 45 во населба Железара добија паркинг за вкупно 60 возила. Место за паркирање доби црквата Свети Спас во Маџари, а го ревитализиравме и паркинг просторот на последна 45-ка во Чентос проти маркетот Кругер. Изградивме и патека за биатлон во Камник, а поставивме и ново рефлекторско осветлување за фудбал на ФК Фортуна во Сингелич. Во овие 2 години вкупно реконструирани и изградени се 22 детски, 11 спортски игралишта, а на 4 игралишта е поставена вештачка трева. Граѓаните се мојата водилка во раководењето со општината. Без разлика дали се сретнуваме на терен или во општината, од нив ги добивам најдобрите совети, како Газибаба да направиме подобра општина за сите. Нивните критики
пак ми се показател каде можеме дополнително да се развиваме. Морам да напоменам дека пред 2 години, кога е презедо функцијата градоначалник на општина Газибаба, наследив општина со многу проблеми, кои со години се провлекувале. Општина со долг над 2,5 милиона евра. Населени места без вода за пиење и канализацијска мрежа. Денес можам слободно да кажам дека општина Газибаба веќе 2 години оди кон подобро, а проектите кои што сме ги реализирале досега тоа го потврдуваат. Во следните 2 години заедно да работиме, а најголем акцент ставаме на животната средина. Си поставивме за цел во 2020 година да уредиме 15.000 метри квадратен зелен простор, како и раззеленување на училишните дворови и детските градинки. Во наредниот период ќе работиме на изградба на нови училишни спортски сали во основното училиште Кирил и Методи во Стајковци и основното училиште Наум Охридски во Булачани, зашто веќе имаме подготвени проекти. Аплицираме за средства од владата за изградба на нова училишна зграда за основното училиште Крсте Петков Мисирков во Ченто. Работиме на проширување на капацитетот на градинките и започнуваме со изградба на нови 4 градинки во Кераменица, а следуваат Сингелич, Инџиково и Трубарево. Донесовме 4 детални урбанистички планови, а во фаза се изработка на повеќе од 20 проектни документации и детални урбанистички планови. Жителите на Автокоманда ќе добијат 3 монтажни паркинг гаражи, а започнува и субвенционирањето за изведба на енергетски фасади на стамбените згради. Старите улични светелки ги заменуваме со нови LED осветлувања. Поголеми капитални проекти кои не очекуваат во тековната година се реконструкција на патот Раштак-Бутел, изградба на нов пат во Булачани во должина од 1 километар, ревитализација на локалниот пат во село Виниче, изградба на водоводна мрежа во ниската зона на Раштак, потоа водоводна мрежа во Страчнице, како и канализациона мрежа во Смилковци. Проширување на фекалната мрежа во Трубарево и Чукур Мало и приклучок на домаќинствата кои не се вклучени, а ќе се отпочне да се гради и фекалната канализација во Гоце Делчев. Покрај сите обструкции и блокади кои во текот на овие 2 години ги имавме, сепак успеавме да ги решиме поголемите проблеми во општината. Успеавме да ја придвижиме општината напред. Докажавме дека кога домаќински се работи во интерес на граѓаните може да биде подобро. 2 години Газибаба се развива. 2 години Газибаба оди кон подобро. Заедно продолжуваме понатаму.